Во време на војна во Украина, руската пропаганда и западната информацијска битка за вистината станаа составен дел од македонскиот медиумски простор. Подемот на сензационализам и лажните вести се во пораст, а јавните гласила се соочуваат со потешкоти како на граѓаните да ја пренесат вистината. 25 минути истражува дали државата има капацитет да го спречи продорот на руската пропаганда и дезинформациите, но и колку се можностите да се подобри отпорноста од ширењето на лаги и невистини во јавноста. Војна со зборови, лаги и дезинформации, наспроти онаа со тенкови, куршуми и гранати од боиштата во Украина. Вака накратко, домашните експерти ја опишуваат загрижувачката состојба со руската пропаганда на социјалните мрежи и медиумскиот простор во земја, откако се зголемија тензиите меѓу Москва и Западот за случувањата во поранешната Советска република. Руските дезинформациите на Кремљ ги има во земјава подолго време. Најголем продор направија за време на Мајданската револуција во Киев и окупацијата на Крим, односно анексијата на Крим. Тогаш беше првиот удар. Потоа видовме руска пропаганда многу имаше за време на настаните од 27 април 2017, упадот во парламентот, за време на референдумот и мислам, сега веќе на Балканот и во Македонија Кремљ има воспоставено дезинформацијски мрежи кои сега може да ги користи. Значи, кога станува збор конкретно за инвазијава, дезинформациите на Кремљ се далеку понасочени кон внатре, значи кон домашната публика, отколку кон надвор. Дезинформациите и странските влијанија во македонскиот медиумски простор прецизно ги детектира комуникологот Сеат Джигал. Фактот е дека живееме во еден нов период каде што информацијските, хибридните или така наречени хибридни војни се е дел од нашата реалност. Тие ги за сега да ги допираат, влијаат врз глобално, значи врз сите општества. Нашето општество во таа смисла исто има негативно искуство во смисла дека е подложно на надворешни влијанија. А она што треба да се каже за тие информацијски или хибридни војни е дека тие се наоѓаат во една фаза каде што се развиени да можат, независно од другите начини на војување, да нанесуваат штета на противникот, непријателот или на оној кој што е наспроти нас. Порано, информацијските војни или така наречените психолошки операции беа дел од поддршката на физичкото војување. А хибридното војување или хибридните војни подразбираат некинетичко напаѓање или атакување врз непријателот, соперникот, преку различни средства кои што најчесто вклучуваат информации, дезинформации, лажни вести, друг вид на софтверски напади и така натаму, со цел да ја нарушат, да речеме, стабилноста на едно општество. Петрески објаснува дека во земјава веќе има продрени и добро развиени канали за невистини, кои се основани поради политички причини. Најголем број од тие, како да кажам, поединци или групи кои што шират дезинформации за Русија и во корист на Русија се во Србија. Евроатлантскиот совет од Белград, тоа е една невладина организација со која што соработуваме, направи истражување пред пар години каде што откри дека во Србија има 108 портали, што новински портали, што портали на невладини организации кои се проруски. Значи и традиционално да кажам во изминативе 10-15 години најголем дел од дезинформациите на Кремљ стигнувале од Србија, не знам, величење на Путин, величење на способностите на руската војска и така и во овој случај. Значи, имаме дезинформации кои стигнуваат од Србија, имаме дезинформации проруски кои стигнуваат од меѓународни канали, како и за време, не знам, на анексијата на Крим, например, и имаме дезинформации овдека локални. Експертите за дезинформации предупредуваат дека платформите на големите технолошки компании се претворени во боишта меѓу Западот и Русија, а забраната на руските медиуми е најдобра стратегија против лагите. Не може да станува веќе збор за, не знам, спречување на слобода на говор кога имаме војна, кога пушки говорат. Значи, не можете вие во време на војна да дозволите непријателската пропаганда да прави што сака. Мислам, тоа го немало никаде и, мислам,
Тоа е илузорно. Значи, видите, на Кремљ ќе му биде многу потешко да шири дезинформации без тие пропагандни медиуми кои што ги имаа до сега. Значи, тие беа расширени низ цел свет. На овој или на оној начин, индиректно или директно, информациите од тие пропагандни медиуми стигаа речиси низ цел свет. Имаат и у Јужна Америка, и у Јужна Африка, насекаде. Така што и првичните дезинформации, значи првичните оние кои потоа се шираат, се видоизменуваат, стигаат од таму. Значи, Мислите ли ќе има ефект санкциите врз медиумите? Па да, мислам дека ќе има. Значи, главната работа ќе биде што на Кремљ ќе му биде многу потешко. Како што ќе му биде потешко на економски план, така ќе му биде потешко и на медиумски план. Постојат две dimenzии како може да се согледува или анализира ова прашање. Едното е дневно политичко или краткорочно, каде што тоа може да се оправда, значи да се отстрани од јавната комуникација некој кој што е злоупотребува таа комуникација и тоа има своји, да речеме, позитивни ефекти, разбирање или оправдување. Но, од страна на стручната јавност и од страна на еден вид на научно-истражувачкото искуство мора да се нагласи дека последиците се сериозни, особено на среден и долг рок, бидејќи ги мултиплицира проблемите. Значи се отстранува еден постоечки проблем, но се отвара простор за појавување на многу кратно повеќе проблеми. Тоа во една смисла, значи може да остане еден извор на дезинформација, но може да отвори простор на засилена цензура, автоцензура и оправдување на попречувањето на слободата на говор. Значи мора да се води сметка за двете димензии. Во меѓувреме, неодамнешното истражување на Центарот за евроатлантски студии ЦЕАС од Белград за ранливоста на земјите од Западен Балкан на влијанието од Русија наведува дека државите од регионот се доста порозни. Индексот на ранливост во просек по држава е околу 40% од 100, но тој бележи тренд на зголемување во последните години, а причина за тоа е спориот процес на евроинтеграција на регионот. Медиумската писменост од една страна и од друга страна намалувањето на сензационализмот и борбата против лажните вести се единствени решенија за превенција од странските пропаганди, вели Джигал. Според она што го гледаме, значи комуникацијата вклучително јавна или да речеме она што е на јавните дигитални платформи, може да се гледаме дека поларизацијата во општеството е остра, дека голем дел од граѓаните или учесниците во таа јавна комуникација немаат капацитет да ги филтрираат фактите од лажните вести. Тоа станува додуша се потешно. На што се должи тоа? Тоа се должи на недостатоци, пропусти на неколку нивоа, но најфокално може да кажеме се пропусти во развојот на медиумската и политичката култура. Со сличен став е и Петрески. Ние можеме на граѓаните да им кажеме, нели, да следат неколку основни препораки, значи да гледаат кој е изворот, значи кој е медиумот каде што ја читаат информацијата, кој ја пишува, да видат тој медиум дали порано ширил дезинформации, потоа да ги следат сервисите за проверка на факти, како што е Вистиномер, например. И така може прилично добро да се заштитат. Од она што може да се увиди е дека лажните вести, иако изворно креација на руската пропаганда за случувањата во Украина, во нашава држава доаѓаат од регионот. Контролен државен механизам за проверка на фактите за сега не постои, а граѓаните поради тоа се изложени на погрешни информации и политики, поради кои општеството станува поделено и лесно ранливо на странски пропаганди. Петковска, војната во Украина, руската инвазија, покажа и еден друг војна, пропагандна војна, која се случува секаде во светот. Благодарејќи најмногу всушност на социјалните медиуми. Тоа е и случај со Македонија. Кои се инструментите да се сопре, многу тешко да се каже, што и досега всушност особено руската инвазија врз светските социјални медиуми е поразителна. Тоа покажуваат, нели, изборите во Америка и Брекзит и така натаму. Да. Сега инструментите се слични. Руската пропагандна машинерија е страшна и таа е очигледно е дека во неа се инвестирало со години и со децении веројатно. И ова што сега го гледаме е веројатно врв на сето тоа што е инвестирано во таа злокобна машинерија. И таа прави многу лоши ефекти.
од тука гледаме да новиве дека се прават напори од страна на демократскиот свет како да се спротистави на таа машинерија со цел граѓаните да бидат заштитени, затоа што стравот е насекаде. Вестите што ги гледаме, снимките од Украина, и тоа што е од кредибилни извори, и тоа што се манипулации, удират на емоции. А пропагандата, тој е главната цел, да удира на емоција. Ги вознемирува луѓето, ги плаши. Дополнително, некои радикални вознемирувачки изјави што доаѓаат од председателот на Русија, едноставно ги прават луѓето да бидат исплашени, и гледаме во некои држави има и состојби кога луѓето почнуваат да создаваат залихи на храна, залихи на лекови, значи се наоѓаме во една исклучително лоша ситуација. Се влијаат со тоа всушност и врз политиката, се разбира, секој тоа е идејата всушност, и руското влијание во Македонија можете да го видите и во многу, и во традиционални, и во политички партии, и тоа една деценија и можеби и повеќе се инвестира. И сега е засилено. Да. Кои се инструментите, еве и на ЗНМ, можеме да говориме генерално, МИМ, метаморфозис и така натаму, сите медиумски всушност институции, организации, издруженија прават напори, но тоа оди исклучително тешко. Да. Видите, кај нас, иако се уште според сите истражувања најгледани се телевизиите, националните телевизии, сепак тоа не значи дека граѓаните своето мислење во однос на политичките состојби го формираат врз основа на вестите на телевизија. Напротив, телевизиите се гледани затоа што луѓето гледаат таму турски серии. Но влијанието е на друго место. Влијанието е на друго место, апсолутно влијанието е на социјалните мрежи. На социјалните мрежи луѓето не се информираат од новинари. Таму луѓето во најголем дел се информираат тоа што се нарекува word of mouth, во основа на нешто што го читаат како содржина објавено од нивни блиски луѓе, пријатели, следбеници на социјалните мрежи, така наречени инфлуенсери, а најчесто тие луѓе не се стручни за тоа што го зборуваат. И на тој начин проблемот со дезинформациите, со искривувањето на вистината, станува уште поалармантно. Во поглед на инструментите, прашавте, значи Македонија не е изолирана. Македонија се соочува со истите проблеми со кои што се соочува и остатокот од демократскиот свет. Но Балканот е прилично, прилично порозен, се покажа тоа има свои руското влијание. Да, Балканот си има свои специфики. И од тука сите, значи обврската на тоа да алармираме, да посочуваме каде кога се објавуваат неточни информации, кога се злоупотребува јавниот збор, е на сите, не само на граѓанското општество и на неколку организации кои што работат таму. Државните институции имаат многу голема уврска во овој дел. Нивната транспарентност, нивната проактивност, отчетност, нивната соработка со медиумите е исклучително важна. Поддршката на професионалното новинарство во Македонија е нешто што е проблем од, јас би рекла, општествен државен интерес. Нешто на што ние повеќе години како општество, ние тоа го занемаривме. Едноставно не е на агенда на ниту една политичка партија. А погледнете еве сега каква е ситуацијата. Ниту една голема телевизија во моментов нема своја екипа било каде, или во Украина или во државите кои што се блиску таму да известува. Ниту една. Сите се повикуваат само на информации кои што ги добиваат од новинските агенции и големите медиуми. Уште поголем проблем е што во делот на порталите, не само порталите, дели традиционалните медиуми се повикуваат на извори кои што се крајно проблематични, српски извори, каде што се знае какво е влијанието на руската пропаганда. Не се проверуваат информациите до она мера во која што можете да ги проверите кога не сте на терен. Прашањето кое целиот свет го покрена, но и во Македонија се е на дневен ред, на маса, Russia Today и Спутник. Забраната на овие два медиуми. Идејата е повеќе символична, барем на Запад. Се работи за санкции
за низа санкции и мора да се опфатат и медиумските. Russia Today и Спутник практично и не се гледа, многу малку се гледани на Запад. Па и во Македонија претпоставувам дека бројките не се, повеќе е влијанието на онаа друга пропаганда за која говорите. И токму заради тоа постои всушност стравување на Запад дека контраефекти има и контрамерки од страна на Путин ќе ги забрани практично западните медиуми и тие нема всушност во руската популација во Москва, во цела Русија нема да ја слушне вистината за Путин и руската инвазија. Но во Македонија тоа е поинаку или не? Кој е вашиот став? Добро, ние немаме медиуми кои што имат влијание надвор од рамките на нашата држава. Тие едва своето влијание го остваруваат тука на начин на кој што тоа би требало да биде. Меѓутоа, во право сте тоа што го спомнавте во однос на забраната, тоа се всушност препораки. Нашата држава донесе, нашиот регулатор по барање на владата им укажа на радиодифузерите дека доколку не трпат финансиски последици од укинувањето на реемитувањето на Russia Today и Спутник, дека им препорачува тоа да го направат. И јас на тоа исто така гледам како еден символичен чекор, повеќе како знак на солидарност со европските држави кои што посебно балтичките држави, оние кои што граничат со Украина, тие имаат значителна бројка на руско население. Таму има руски медиуми и тие навистина имаат влијание врз формирањето на јавното мислење. И од тој аспект само таа одлука може да биде оправдана. Иако внимателно ги следам и случувањата во Брисел и во Британија, ставот на Европската федерација на новинари, која што е најмасовната новинарска асоциација во Европа, е на линија на тоа дека ова е невозможно. Урсула фон дер Лајен нема законски механизми да го спроведе тоа во пракса и дека во основа со тоа правите дополнително ја популаризирате таа пропаганда, бидејќи нели забранетото овошје е секогаш најатрактивно. Но идејата видите во Британија каква е ситуацијата. Британија се уште има дилеми, да. Има дилеми, не знам каква ќе биде крајната одлука на нивниот регулатор Ofcom, додека се емитува интервјуто, меѓутоа, кој е ставот на британската министерка за надворешни работи? Таа вели, ако гледаноста на Russia Today во UK е 0,001 или 2%, отприлика е толку, за жал кај нас ги немаме тие бројки. Ако укинувањето на Russia Today во Украина знаеме дека со сигурност ќе значи реципрочни мерки од страна на Русија, односно таму ќе се укине BBC, која што е веројатно една од ретките телевизии од каде што граѓаните на Русија можат да имаат пристап до поинакви информации, но сепак е некаков канал. Не знаеме, секој ден Путин ги затвара и тие мали медиуми кои што се обидуваат да известуваат колку што може по неутрално и објективно, тој ги затвара секој ден. И сега вие мора да балансирате овде, да направите пресметка што добивате, а што губите. Политичка проценка да се направи. Да, апсолутно. Кај нас за жал не беше направена таква проценка. И јас мислам дека и кај нас влијанието на тие медиуми е речиси незабележително. Заради тоа што има други всушност пропагандни оружја. Точно, и поради тоа, мислам дека некои граѓани воопшто не се свесни дека ги имаат како понуда на своите кабелски, од своите кабелски оператори, но сега на некој начин со ова препорака, луѓето се заинтересираа. И тоа е она што мислам дека не е вистинското решение, но знаете како, ние како држава никош не сме предничеле со некакви наши проактивни чекори во однос на одредени работи, врз основа на наши бројки, врз основа на наши анализи, да носиме автентични решенија кои што одговараат на нашиот медиумски контекст. Тоа не е случај, за жал. И од тука ниту тоа ќе промени нешто. Но санкциите, символичниот всушност момент на санкциите е важен, да се казни Русија на економски, спортски и така натаму и сите па дури и медиумски план. Тоа е идејата всушност, да. Добро, Питковски, ви благодарам за овој разговор. Молам.
Марк, Европската Унија ги забрани Russia Today и Спутник, но во Британија има се уште дилема. Стравуваат дека практично може да дојде до еден вид одмазда, забрана за каналите како што е BBC. И со тоа практично руската популација нема да знае, нема да може да ја дознае вистината за инвазијата на Русија врз Украина и вистината за Владимир Путин. Look, it's a dilemma. There is no doubt Russia Today and Sputnik are not just government funded, they are government controlled, government directed psychological operations outlets. What they do is they put out, in effect, they are not news outlets in any sense that any objective person would understand. They are government information services at the least, psychological operations at the worst. Comparisons with the BBC, which of course is funded indirectly by the government through a license fee, is completely wrong. I worked for the BBC for 20 years, and I never at any stage had any direction from the government, and neither did anyone I work with. So the BBC, although its funding mechanism is not commercial, is in no way a government outlet. RT and Sputnik are. Nevertheless, I get the reluctance that the retaliation the Russians can put into play would take them off the air. The reality, though, is how much do average Russians hear it anyway? And I think this is the key thing, is that in the UK, anyone dumb enough can hear RT and Sputnik. And the impact of RT and Sputnik in the UK is very, very limited. So if you ban them, it doesn't really change the price of fish. In a way, probably the same applies in the BBC, because the BBC content would be very valuable to Russians, but how much of it do they hear anyway? And the answer is probably not very much. And therefore, the impact of banning RT and Sputnik is limited, and actually the impact of banning the BBC is limited. More important, in a way, is the expulsion of BBC correspondents, but that's already happening as well. With Deutsche Welle, for example, right? With Deutsche Welle as well. In the end, the Germans, the British, they will become the victims of a policy which will claim that it's a reaction to provocations, as they put it. But the Russians will do what the Russians will do, and they will find an excuse. If you left RT and Sputnik in their place, if they want to get rid of their BBC correspondent, they'll find an answer. They'll find something, because they're just making up excuses. So no, I think it would be easy to overstate the impact either way. I think in some ways, anything you do that brings home to them they're a complete social pariah is a good idea. Anything you do. There is no prospect of RT or Sputnik providing anything objective. But it's of limited value. So to some degree, I don't think it matters that much. I think the real cyber war, the real information war, is not being fought in RT and Sputnik or the BBC. It's being fought elsewhere. And in terms of getting at the Russian audience, it's not going to be by any normal broadcast means, because the Russians already control them. Thanks a lot, Mark.